Насмевки помешани со солзи, радосници, но и солзи говорници за сочувство и емпатија со вистината. Болеста на двете дечиња, Александар и Мартина од кумановската населба Иго Тричковиќ, беа неминуен дел од средбата на познатиот пејач Даниел Кајмаковски со семејството Додевски. Како што вети, паричната награда освоена со победата на музичкото шоу Твоето лице звучи познато во висина од 25.000 евра, Кајмаковски ја донираше за лекување на 7-годишниот Александар и неговата 10-годишна сестричка Мартина, кои боледуваат од цироза на црниот дроб, поради што е потребна трансплантација која чини околу 100.000 евра. Кајмаковски рече, до донесувањето на одлуката го водело неговото срце. Господ така сакал, рече Кајмаковски, не сокривајќи ги емоциите од трогателната средба. Ако некогаш дојдете во ситуација да морате да одберете кому ќе помогнете, тоа ќе сватите дека мора едноставно срцето да одлучи и тука нема никаква причина зошто јас или како дојдов до тоа. Мислам, да, јас се информирав, нормално се информирав кому му е потребна поддршка, финансиска поддршка, каде му е најпотребна финансиска поддршка. Се замолив пријатели да ми пуштат неколку линкови, така и сам решерширав по интернет и кога прочитав за ова семејство, знаев дека тука ќе ги донирам парите, но сепак беше тоа тешко и на некој начин тежок пат да се дојде до таа одлука, бидејќи поминуваш многу случаи каде што едноставно се сочуваш со вистината дека на многу луѓе им треба поддршка, но одлуката ја донесе моето срце или Господ така сакал. Мајката на дечињата, која веќе 3 години е самохран родител, рече дека е премногу благодарна за овој хуман гест на Кајмаковски, со надеж дека многумина ќе го следат неговиот пример. Благодарност до Даниел Кајмаковски за хуманоста, што сакаше баш да ги донира парите на моите дечиња. Јас како мајка, како родител, сакам децата да се излекуваат, да бидат среќни како другите дечиња. Александар, како што кажа, сака да игра фудбал. Мартина тоа што ќе посака во животот да го постигне и јас да ги гледам среќни и насмејани моите дечиња. Сепак, голема благодарност до Даниел Кајмаковски што ни помогна, што ни даде потик да се бориме за двете дечиња, да биде во најдобар ред. Дечињата со сета своја љубопитност, но и ведрина и среќа од посетата на нивниот миленик го преплавиат големиот хуманист со детски прегратки, а тој им удоволи на сите нивни детски лудори, игри, за се што од него побараа. 5, 3, 6, 7, кој? 10. Главните вести во Куманово. Добро, дојдовте, нашата прва гостинка е Мартина. Здраво. Како ќе биде времето за викендов? Лоша. Па нема да одиме Охрид, значи. Нема. Ке старате тука. Добра идеја, добро. И сега имаме во живо, ни се приклучува, извинете се, пропсувам, нашиот Александар, кореспондент на канал 3, добро, канал 3. Повелете, Александар, што имате вие да кажете? Тоа е повеќе од што очекувавме. Како се осеќате денес? Како се чувствувате? Има ли доволно кикирики, грицки и вакви работи? Да. Има. Добри ли се? Да. Пробавте ли чоколадото што ви го донесов? Не. Зашто? Вие сгрешивте. Добре дојдовте во 21 за 200. Значи навечер, да, добро вечерните вести како се. Добро дојдовте секако. Покрај дружење и смеја, дечињата добија и подарок изведба на песни, по нивна желба. А неповторливиот Кајмаковски ги распеа и нив, придонесувајќи лицата на сите дечиња да се озарат од смеја. Свати што си ти, дојдов пак, тајна моја, звезда праќам да те повика. Ништо не сменето, шушкам
Молика, тајна моја, во душа светот премери, се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Кажи ми, среќни сте денес? Да. Би сакале уште еднаш да се дружите повторно заедно? Да. Кога да Закажете дојдам ли пак? средба? Кога сакаш Покани пак го, да дојдам? Даниел. Ќе ме поканеш ли? Да. Кога? Утре. Утре, заод утре и во петок, не можам во петок пеам во Неготино. Отвараме летна сезона. Нас сме много потеклото од Неготино. Да? Баш Ко многу, јас супер. сум од таму Неготинка е баба е. Таман се погоди. Така, Александар, а ти? Среќен си, убаво ти беше? Убаво се дружевте со Даниел? Да. Кажи ми, што беше најинтересно? Кад бубачката. Ги Што се убачката. случи со бубачката? Викаше една тетка со бубата и Даниел викаше а избади ми го бубачката. Забавен е Даниел? Да, Да израдува денес многу? да. Го сакаш? Го сакаш? Колку го сакаш Даниел? Ќе ни покажеш? Ќе го гушнеш? Да видиме колку го сакаш. Ќе го гушнеш? О, Мајката Јасмина Додевска, благодарна што Кајмаковски ја врати вербата во нивните срца дека надеж постои, додаде дека борбата продолжува. Контактиравме со фондот, фондот ни кажа дека ќе ни помогне, но како што се уште не сме запознаени бидејќи очекуваат целата документација да биде доставена до фондот. Инаку, очекувате ли дополнителни донации по оваа голема донација? Дали ќе отворите број за донации? Број за донации немаме. Сте размислувале ли за тоа, бидејќи има заинтересирани кои што сакаат, Да. колку што се во можност да донираат? Да, доколку сме во можност ќе отвориме и бројчиња за донации, така да очекуваме и ние. Семејството Додевски брои 4 члена. 3 малолетни дечиња кои самохраната мајка Јасмина Додевска ги издржува со 13.000 денари социјална помош што ја добива по основ на додаток за децата. Болеста на Александар е откриена пред неполна година. Од истата болест која е генетски предизвикана боледува и Мартина, неговата сестричка, но кај Александар состојбата многу побрзо се влошува, зашто е неопходна итна трансплантација која ќе се изврши во Турција, а чини околу 100.000 евра. Придонесот на Кајмаковски е значителен, но цело е кога има се. Даниел ги повика сите македонци, сите хумани луѓе да дадат поддршка и да донираат, помагајќи, како што рече, овие дечиња побрзо да се изборат со болеста. да ги повикам сите македонци, сите луѓе да ми се приклучат во оваа, придружат во оваа акција и едноставно да покажат своја хумана страна, бидејќи заедно сме многу посилни и многу побрзо ќе можеме да постигнеме тоа што го сакаме. Да. Деновиве се очекува да биде отворени број за донации кои ќе ја надополнат сумата потребна за излез од агонијата на Додевски, која Кајмаковски за миг успеа да ја оттргне, цртајќи насмевки на лицата на дечињата.